Здраво на сите. Дојдовте во кратки библиски коментари, каде што денеска ќе погледнеме накратко еден стих од Библијата и ќе се обидеме да разбереме што тој стих ни кажува. Ако сакате, отворете ги вашите Библија да отидеме во Битие, 6 глава и ќе го погледнеме 5 стих. Вака вели стихот. И Господ вида дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножуваа и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време. Дали на вистина треба да зборам тука што Бог видна? Се разбира дека не. Резултатот е само вие самите продолжите да читате од Битие 6, 7 и 8 поглаве и ќе видите зашто Бог го донесе глобалниот потоп, уништувајќи ги сите и се осам Ное и неговото семејство и одредени избрани животни што Бог ги доведе до ковчегот. Ако сакате да идеме сега во првото поглаве во 31 стих, од кога Бог создаде се за 6 дена, фактички 24 часовни денови, во 31 стих ние пак го гледаме тој збор Бог вида. Така да во 31 стих вели и Бог вида дека сето она што го создаде е многу добро. Значи на самиот почеток кога Бог создал све, се било добро. Немало грев, немало зло, немало апсолутно ништо. Сега ќе преминеме пак во Битие 6 поглавје за стихот кој што го читаме денеска, така да ни е казано значи во создавање 6 поглавје 5 стих и Господ вида дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножуваа и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време. Што ни кажува Бог тука? Можам да спомнам дека тука ние првпат ја гледаме доктрината за целосната поквареност и изопаченост на човекот. Она што Бог го вида не беше само на дворесно зло кај луѓето, туку и внатрешно зло. Бог рече дека секоја намера на човекот е зло постојано. И затоа, ако скокнеме до 11 стих, вели, земјата се израсипа пред лицето од Бога и се исполни со неправда. Значи, минале само околу 1650 години од создавањето, кога Бог за 6 дена создаде се и виде дека беше све добро што создал, еве нешто повеќе од 1600 години земјата беше расипана, исполнета со насилство. Бог погледна на земјата и ете беше расипана, зашто секое тело го расипало својот пат на земјата. За мислете што Бог гледа денеска околу колку тамо 4500 години после потопот. Дали мислите дека денеска е подобро или е полошо? Дали има повеќе насилство или помалку? Дали човекот е повеќе расипан или е помалку? Она што го гледаме тука е доктрината за целосната изопаченост и поквареност на
човекот. Всушност, мој стих, значи, 5 стих од Битие 6 е именно од клучните стихови што Мартин Лутер ги користеше во неговата позната дебата против холандскиот хуманист Еразма, кој вернаше дека човекот е добар по природа, не е толку лош, има слободна волја, може да направи правилен избор. Лутер на ова одговори: не. Човечката волја е во робство на неговата грешна природа. Дури и после потопот, ако отидеме во Битие 8 поглавје, кога Ное и неговото семејство излегуваат од ковчегот, заедно со животните, ќе видиме што Бог рече во 20 и во 21 стих. Вака вели: и му направи Ное жртвеник на Господ, изеде од секој чист добиток од сите чисти птици и ги принесе на жртвеникот како жртви се паленици. И Господ го почувствува пријатниот мирис, па рече во срцето свое: нема повеќе да ја проколнувам земјата поради човекот, зашто помислите на срцето човечко се зли уште од младина и нема повеќе да ги уништувам живите суштества како што направи. Што да искоментирам тука? Господ го почувствувал мирисот од жртвата на Ное и си рекол на самиот себе: никогаш повеќе нема да проколнувам земјата поради човекот, зашто намерата на срцата на човекот е секоја зло, уште од неговата младост. Ова е пак, би спомнал тука, доктрината за тоталната изопаченост, поквареност и паднатата природа на човекот. Секој од нас има грешна природа, дури и децата бебињата кои се сладки, драгоцени, не се совршени и не се немени. И тие имаат грешна природа. Бог рече: намерата на срцето на човекот е зло уште од неговата младост. Да го потврдиме, ќе отидеме во Псалм 51, да видиме што ни вели царот Давид. Во Псалм 51, во 5 стих, царот Давид вака не вели: ете, грешен сум роден, грешник уште од кога ме зачна мајка ми. Ние тука гледаме дека царот Давид ни спомнува за самиот себе дека он уште кога бил во мајчината утроба, он бил зачнат во грев. Тоа е тој наследен грев од Адам и Ева. Дури и бебињата во утробата имаат грешна природа. Доказот за тоа е дека бебињата умираат во утробата, како што апостолот Павле во Римјаните 6 поглаве, мислам 23 стих, ни вели дека платата за гревот е смрт. Сега да отидеме во Римјаните 5 поглаве, ќе видиме што ни вели по натака апостолот Павле. Само во 12 стих он ни вели: затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, се мисли на Адам, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премена на сите луѓе преку еден човек, зашто сите сгрешија. И сите ние ја имаме таа грешна падната природа од Адам и Ева. Доказот за тоа е дека сите ние умираме. Луѓето умираат. Тоа е последица на гревот. Затоа и на сите нас ни треба спасител. А тој единствен спасител е нашиот Господ Исус Христос.
Тој ја плати цената што ние никогаш не можевме да ја платиме. Во Адам сите умираат, во Христос сите оживуваат. Бог не гледа само надворешно, туку и внатрешно. И што гледа? Гледа во нас грев, себечност, самоправедност, идолопоклонство, богохулство. Никој не може да стои пред светиот праведен и правечен Бог. Никој не може да биде прифатен по своја собствена заслуга од Бога. Затоа ни треба благодат, ни треба таа Божа чудесна благодат, а таа благодат е дадена преку Господ Исус, кој не само што го исполни законот наместо нас, туку и отиде на крстот, каде што нашите гревови беа ставени врз него. И Божиот гнев беше исторен врз него наместо врз нас. Исус рече на крстот пред да почина, се сврши, или во коине, те телесте, платено е целосно. Тој умре, но 3 дена подоцна воскресна во победа, победувајќи го гревот и смртта за луѓето што дојде да ги спаси. Преку Христос имаме проскај на гревовите и дар на вечен живот. Спасени сме само преку благодат, само преку вера и само преку Христос. Ни треба спасител. На сите нас ни треба спасител. Сите ни треба Господ Исус Христос. А Библијата е многу јасна, дека Исус Христос е единствениот спасител на грешниците. Моето прашање до сите вас е дали Господ Исус Христос е ваш спасител.